По метеото ќе продолжиме и со останатите содржини. Едно мало инфо во однос на денешните случувања или настаните кои што ќе бидат актуелни и во текот на оваа работна недела. Впрочем, во тек е сајмот на мебел, на кој што учествува и Елит Софа со свој штанд, на кој што може да се видат и најновите модели на гарнитури, лежај и трпезари. На целиот мебел кој што ќе се порача или кој што ќе се купи во рамки на сајмските денови или пак во салонот на Елит Софа ќе има големи сајмски попусти. Во својата понуда има ексклузивни парчиња на мебел изработени по италијански стандарди и дизајн со 10 годишна гаранција. Инаку салонот на Елит Софа се наоѓа во индустријската зона Визбегово во Скопје, а дел од моделите може да се погледнат и на нивната веб страна elitsofa.mk. Сега продолжуваме понатаму. Дестинација Македонија, едукативни тури на Хаемус. Вака е насловивме темата на која што ќе продолжиме или ќе поразговараме во продолжение на утринската на Телма. Нашата драга Василка Димитровска од Центарот за научни истражувања Хаемус од Скопје е тука заедно со нас. Василка, добре ни дојде. Добре ве најдов, не знам веќе по кој пат. Да, како по дома? Да, јас се осеќам и веќе сум навистина како по дома во студиото на Телма. Благодарам за поканата, ве поздравам и вас и гледачите на Телма телевизија, на утринската програма, мада веќе и не е толку утро. Предпладневна сме веќе. Да. Секогаш ми е да. задоволство да се дружиме, секогаш имаш што да кажеш. Драго ми е што работиш на зачувување на културното наследство на Македонија. Свесни ли сме за какво или колку се културно наследство поседуваме, заради тоа што овие тури кои што вие ги правите се до некаде наменети и за странци, и за туристи, меѓутоа и за луѓе кои што се наши, нели, кои што треба да знаат што се имаме како културна понуда да понудиме. Па во описот на Хаемус е Центар за научни истражувања и промоција на културното наследство. На културата генерално, во кој што спаја секако и културното наследство, и тоа ни е едно од нашите примарни цели, едно мото кое што не движи веќе 6-та година откако постои Хаемус. Сега ќе славиме уште малку роден ден и јас не можам да верувам дека толку многу време помина од моментот кога го направивме Хаемус па се досега. И веќе гледам дека од граѓанска организација почува да расте во социјално предприемништво, еден модел кој што во Европа е одамна веќе применлив, меѓутоа нели кај нас треба некое одредено време додека сето тоа профункционира, но ни е многу драго бидејќи ние сме буквално една спојка помеѓу институционалниот сектор и помеѓу граѓаните. Да, вистина е, ние нашите тури ги нудиме и на странци, баш ти држиш сега промоцивни флаери, да, кои се дел од нашите тури, кои што ќе можат да ги видат и домашните граѓани. Еднаш годишно, еднаш на 2 години правиме едукативни тури кои што се на македонски јазик, наменети се исклучиво за домашните граѓани, бидејќи колку и да ја правите промоцијата и популаризацијата на културното наследство, никој пат не е доволно. Ни дома, ни во светски рамки. Мислам, тоа е маркетинг практично за една држава. А во однос на тоа што го спомна, значи ние се приклучивме кон една голема кампања на сајтот gruper.mk и понудивме неколку типови на тури кои што сметаме дека се многу интересни за нашите граѓани, не само што се интересни, туку се прилично и интерактивни и се однесуваат на делови од културното наследство на кои као им се познати на луѓето, но мислам дека не се доволно антрополошки абсорбирани. Сите ние се чекаме пред Ристичева палата, пред Алпашинама и така натаму, ама ретко кој се интересира за значењето. Премногу е брз животот, премногу луѓето имаат работа, проблеми, милиони информации. А убаво е да се знае приказната. Секако, секако. И ние припремивме 3 тури кои што ќе започнат сега од недела. Да, веќе гледам на Кајронот дека оди и нешто од археолошкиот локалитет. Сега ќе ни ги пуштат од режија, тоа не е во Ете, да, супер. Да, јас донесов фотографии кои што се однесуваат на турите кои што ние ќе ги организираме. Да, може да споменаме 14, 21 и 28 овој месец денови кога ќе се случуваат 3 тури. Првата тура на 14 е едукативната тура низ отоманското наследство на Скопје. Да малку информации за истата, а потоа ќе ни кажеш и како луѓето може да се пријават. Има 3 тури, па оние кои што ќе се заинтересирани за одредена ќе може да стапат во контакт со вас.
Така, да, ова што го гледаме е дел од она што ќе го понудиме за едукативната тура на Стобие, но јас би почела нели со ред. Прва на 14 сега во недела октомври ќе ни биде тура низ едукативното наследство од отоманскиот период на Скопје. Тоа ни е една мощна и популарна тура, ние сме ја правиле можеби скоро 3 години. Гледам дека интересот кај луѓето е огромен и гледаме нешто од таа тура. Моето искуство покажало дека дури мештаните на Скопје во 95% од случаите ретко кога влегуваат во керван-сарај, а уште помалку во џамии. Значи зборуваме за објекти кои што се културно наследство на Република Македонија и кои што меѓу другото имаат своја активна улога во културниот и во религискиот живот на градот и на државата. Итинерарот за оваа тура е прилично обемен, прилично е активен. Да не ги набројувам сите споменици, бидејќи многу ги има. Колку време трае? Помеѓу 3 и помеѓу 4 часа. Сите тури ни се ограничени максимум до 40, од 40 до 50 луѓе, бидејќи турите се едукативни, сакаме да бидат интерактивни, при тоа луѓето да не се уморат, а да можат да ни приобштат и некои своји информации или искуства кои што се однесуваат, особено на објектите во Скопје. За оваа тура јас посебна благодарност би сакала да упатам до Турскиот културен центар Юнус Емре, кој што за оваа пригода ќе го отвори објектот Куршумлијан. Тој ретко е отворен, бидејќи се наоѓа под нивна ингеренција. Сметам дека тоа од особена важност, бидејќи се работи за еден од најголемите, најубавите керван-сараи. Фасцинантен е, има своја приказна и има своја потесна, но и своја поширока, покомплексна приказна, бидејќи бил дел од еден поголем комплекс кој се нарекувал Скопското кулие, но за тоа повеќе ќе говориме за време на таа тура. Да, ова се некој, ова е на пример Шенгјул Амам. Многу луѓе не знаат дека всушност е залепен до Куршумлијан, функционирал како комплекс, да, ма луѓето го одминуваат бидејќи таму има едно големо дрво, практично не го приметуваат, меѓутоа бил во функција скоро до земјотресот од 63 година, кога е комплетно срушен. Така да велам, значи, луѓето проаѓаат покрај овие споменици, ги користат како репери и како ориентири, но многу ретко навлегуваат во некоја подлабока приказна, а сакаат луѓето приказни, особено ако им се приуштени на еден многу нормален, едукативен начин, кој што нели не е обременет со такви научни терминологии. Оваа тура значи ќе започне од едно место кое што луѓето мислам дека не го знаат, тоа е културниот комплекс Јигит Паша. Јигит Паша бил првиот освојувач на Скопје и денеска на Скопската тврдина постои дел од фортификацијата од каде што османините владееле со провинцијата Румелија повеќе од 520 години. И повторно луѓето одат на Кале, меѓутоа мислам дека воопшто некои од структурите не ги приметуваат. Калето се уште нема доволна сигнализација и без добар водич и добро објаснување. Многу е тешко да се снајдат и домашните и странците сега добро. Јас како археолог ја имав приликата 2007 година цела година да бидам дел од археолошките ископувања. Многу наоди, многу информации ми пројда низ рака и многу добро го владеам тој отомански дел од Скопското кале на кој што ќе биде фокусот. Значи, фокусот на оваа тура, независно каде ќе проаѓаме, а тоа ќе биде генерално Скопската чаршија и Скопското кале, сепак ќе биде фокусиран исклучиво на отоманскиот период во нашата држава. Да. Многу детално објасни, верувам дека многу подетално ќе биде објаснато во рамки на самата тура. Нас за жал нели тука сме ограничени со време, па чисто нели колку да ги привлечеме граѓаните да дојдат. Ајде за турата која што ќе биде на 21-ви. Станува збор за тура низ палатите на Старо Скопје. Така, турата низ палатите на Старо Скопје ја создадовме како резултат на еден голем проект за Дебра Мало и Боемскиот кварт кој што го работевме за општина Центар. Всушност како follow-up од тој проект настана многу работи, меѓу кои што и турата во Дебар Мало се палатите? Да, значи дел од палатите се во строгиот центар на Скопје, а еден голем дел се наоѓаат по Илинденска и во Дебар Мало, или она што луѓето денеска го познаваат како Дебар Мало, бидејќи си постоеле. Да, Ристичева палата, така исто дел, Ристичева палата, да,
ова што сега го гледаме, кажете човеков со велосипед, една од палатите кои луѓето ретко ја приметуваат на Боемска 2. Така, ова е горниот дел од Ристичевата палата. И таа е исто, прилично интерактивна и обемна тура, можеби се посетуваат преку 15-20 објекти. Се зборува прво за нивното архитектонско, потоа за нивното антрополошко значење и секако која е функцијата која денеска имаат во градот. Направивме многу напори да успееме да влеземе во некои од објектите, меѓутоа два од објектите сега гледаме, палатата на Шкаперда е италијанска амбасада, Тој сака да прашам дали се влегува внатре. Шпанска амбасада е невозможно да се влезе. Потоа хотелот Бристол и Арапска куќа се под ингеренција на Македонија Турист АД, тие се затворени времено се затворени како објекти. Остатокот се приватни домови, знаете, многу е непријатно е, во еден приватен дом да му влезат 50 луѓе да го фотографирате и да си ги видите фотографиите од вашиот стан на интернет, но успеавме на Боемска 2. Ама например во Барселона така функционираат нели градбите на Гауди каде што живеат луѓе, не е ништо страшно, нормално е со туристи. Поинаква димензија, но сепак успеавме да направиме во подолжината на Боемска барем во еден објект да се влезе, нема да ја издадам кој е тајната, нели, каде ќе се влезе за да се види какво било домувањето во тој период кога се градени овие палати. Сепак да кажам дека тој збор палатите на Старо Скопје е секако во наводници, бидејќи тоа се всушност домови на побогати граѓани кои што можеле да си го дозволат тоа и едноставно за разлика од сите други трошни градби, значи уште своевремено кога биле направени помеѓу 22, 3, 5 до 32, 35 година го добиле епитетот палатите на Скопје. Мислам дека тоа е многу интересна тура не само за странците, но и за домашните граѓани, бидејќи ката дневно поминуваат покрај нив, ги препознаваат, се идентификуваат, но верувам дека не го знаат сосема нивното значење, суштинското значење, и приказките кои стојат позади секој од овие палати. Верувам дека ги има многу. Последната тура на 28 овој месец, едукативна тура по стапките на древните римјани, велите целта е промоција и популаризација на богатото културно-историско наследство на Македонија од античкиот римски период. Што ќе понудите, Василка, со таа тура? Сега, таа тура ми се чини најкомплексна од сите, бидејќи ќе се одвива на археолошкиот локалитет Стоби. Само да информирам, бидејќи тоа не го спомнавме, за се што ги интересира вашите гледачи на Филма телевизија, можат за овие тури да се информираат на нашите социјални мрежи. Имаме многу обемни објаснувања и итинерари и настани кои се катат дневно, апдейтувани со мноштво на информации. Но оваа тура за Стоби излезе од една причина, прво што ние сме гостувале овдека во Телма телевизија и ти, Гоце, знаеш дека сте биле облечени во облеките од античкиот римски период и тоа задоволство ќе го имаат сите оние кои што ќе дојдат на нашата тура. Ние немаме многу, имаме да им понудиме 12 антички римски костуми. Значи најбрзите што ќе се пријават, еве. Да. И значи турата ќе ја водам јас, бидејќи сепак сум магистар по археологија и професионален туристички водич, ќе ми биде огромно задоволство да ги спроведам луѓето на една невообичаена прошетка каде што ќе ни се придружат и некои од археолозите кои што работат на самиот локалитет, кои што ископувале некои од градбите и ќе ги споделат своите искуства, например епископската базилика или храмот на Изида кој што е малце невообичаен за територијата на Република Македонија. Ќе имаат можноста да дегустират мусум, римско вино, веќе реков, да се облечат во римски костуми, додека шетаме низ античкиот локалитет и мислам дека тоа ќе биде навистина едно вистинско доживување како што ретко може во оваа држава да се пружи. Да. Како може да ве најдат, каде може да се купат картите, Василка? Уште еднаш да споменеме, 3 тури се, бројот на луѓето кои што ќе присуствуваат сепак е ограничен, заради тоа што сепак сакате да се насочите кон квалитет, а не квантитет? Така, да. Прво, ние не сме туристичка агенција и функционираме сосема поинаку и во односот на нашите, да не ги наречам клиенти, повеќе би рекла пријатели и љубители на културното наследство. А второ е што ние сакаме знаењето и искуството кое што го имаме со години, бидејќи сме сите професионалци од областа на културното наследство, на некој начин да го дисеминираме и да го споделиме со луѓето, со обичните граѓани кои што се заинтересирани тоа да го слушнат. Уште еднаш да повторам дека секој од овие тури
тури има посебен настан на Facebook, нели, насловен како едукативна тура низ отоманското наследство, палатите на Скопје, античкиот период. Картите исклучиво се купуваат преку сајтот gruper.mk. За сите останати информации им стоиме на располагање на нашите телефони на кои што сме достапни секој ден од на 9 Facebook, на до 17 часот, на веб-сајтот, на социјалните мрежи, значи слободно луѓето ни пишуваат, се интересираат, се јавуваат. Јас верувам дека секој пат има голема реакција после секој гостување во Телма телевизија, пошто очигледно сте ултра гледани на територијата на Република Македонија, да. И затоа мене ми е секој пат, нели, големо задоволство бидејќи некој пат информациите кои што ние ги нудиме на интернет не стигнуваат до целата публика, нормално различна на аудиториумот. Сметаме дека ова е навистина една пријатна и убава можност она што го работиме, нели, да го споделиме со граѓаните. Супер, драго ми е дека има интерес, драго ми е што имаме убава публика што знае што треба да посетува и се надевам дека овие тури, Василка, ќе бидат исполнети до последно место и дека ќе се бара, нели, карта повеќе, и дека ќе се бара реприза. Па тоа секако, секој пат се бара реприза. Јас само ќе ја завршам, значи, целата оваа приказна, дека имаме особено за турите во Скопје, голема поддршка како логистика од градот Скопје и од Агенцијата за промоција на туризам на Република Македонија, кои што ни дадоа обемни водичи што секој од посетителите што ќе уплати за турите ќе ги добие како поклон. Одлично. Супер, благодарам многу. Ги слушнавте сите информации кои што ви се потребни ако сакате да бидете дел од овие тури. Уште едно потсетување, има тура на 14, на 21 и на 28 овој месец. Ако сакате да бидете дел од некоја, ќе се обратите онаму каде што ви кажа Василка. Благодарам многу. Благодарам и на вас, убаво пладне.